Почитуван колега, рековте зборам само за криминал за оваа власт, па друго и не работат, само крадат. Кога крадат, тоа е криминал и ќе збориме само за криминал. Да работат нешто добро, ќе ги пофалиме. Меѓутоа, тоа не сме го видели од оваа власт и се смени и премиерот, пак продолжува истата приказна. Премиерот мора да каже, го поддржува овој проект или не, затоа што ова е обновлива енергија. Јас сум за обновлива енергија, меѓутоа не за криминал во обновливата енергија. 25% некој сака да ги стави во джеб. На 25 милиона евра, тоа е 5 милиона евра. 5 милиона евра некој сака да ги стави во джеб. Тоа е проблемот на законот. Зашто не можете да разберете? Решение има. Решението на оваа ситуација е или да се намалат парите, да се земе кредит колку што реално кошта таа инсталирана мощност, тоа се 20 милиона евра, или да се зголеми за 25% опфатот на инсталирање на фотоволтаици. Тогаш ќе го поздравиме проектот. Во спротивно, со вакви бројки, не можеме никако да го поздравиме. Проблемот е што ова не смее ни да помине. Ќе помине затоа што вие слепо слушате. Идете дома, прочитајте, пролистете, секаде ги имате информации. Колку кошта инсталирање на 1 мегават час фотоволтаици? Па уште е близко до енергетски системи, па таму немате никакви трошоци, нити за приклучок, нити за простор. Каде ќе ги дадат тие пари? 500.000 евра за проект. Па веќе имате проект во Осло, и зашто уште еден проект? Па и тој проект беше проблематичен. Едноставно проверете ги бројките, кога нешто сакате да бранете, убаво е да прочитате, отворете било каде. Имате пријатели вамо и таму, консултирајте се. Не сме ние првите што инсталираат фотоволтаици, последни сме во Европа. Видејте ги цените. Не 25 милиона евра, милиарда да се задолжи владата. Ама по реална цена. Тоа е проблемот. Инаку, ние, решението се знае. 2000 гигават часови ни требаат за да ги стигнеме потребите на државата. Понатаму, кога ќе ги постигнеме тие потреби, постепено ќе ги менеме и фосилните горива. И повторно тоа ќе бидат обновливи извори, фотоволтаици, ветрњачи, хидроенергија. Тоа е решението, не е нешто сложено. Меѓутоа, тоа на вас не ви се допаѓа. Може би на вас лично да, меѓутоа не и на тие што седат и одлучуваат во владата. Благодарам. Ви благодарам.